По 3 децени, конечно вдовицата на Јосип Броз Тито наскоро ќе си го земе наследството од својот сопруг. Јованка Броз очекува да заврши оставинската постапка во судот и после 30 години да си го земе накитот и богатството од вилата на дедиње. Освен Броз, на списокот има уште 5 наследници. Меѓу скапоценностите на Тито е и каменот од месечината кој лично му го подари астронаути на југословенскиот водач од името на владата на Соединетите Американски држави. Точно се знае што остана зад маршалот. Јованка Броз во спорот треба да го докаже она што го стекнала во брак, за потоа да биде изземена од оставинската постапка. Најголеми светски колекционери на уметнички слики, поштенски марки и монети ќе добија вреден накит сребро, мебел, акима и право и на Титовите одликувања, меѓу кои скапоцениот орден Суворов, чија вредност се брои во милиони. Освен Тито, вакво одликување имал уште само и Сталин. Јованка Броз е иселена од дедиње во август 1980 година, среда ноќ. Со години живееше во вистинска беда. Одземена и беше целосната архива, адресата, па дури новогодишните и други честитки. Подоцна беше вратен мал дел од мебелот, облеката и накитот. Со години водеше борба да ги врати сите вредни работи кои ги стекнала во долгиот брак со другарот Тито. Како точно една млада партизанка, девојка од Лика, стана сопруга на југословенскиот комунистички лидер? Според една верзија, набрзо по Втората светска војна, од еден куп девојки со проверени позадини за работата во маршалскиот кабинет, наводно Јованка било избор на другарот Тито. Така се запознале и само за неколку месеци започнала вистинска љубовна приказна.